Благодарам, почитувам председавач со комисијата. Арта. Ако се прашувавте дали и овде има пенали или нема, морам да кажам дека има и тоа многу огромни пенали, многу несогледливи финансиски оптеретување на буџетот кои можат да настанат во текот на изградбата на овие автопатишта. Инаку, проблемот настанува генерално со носењето на законот за изградба на овие автопатишта пред 2 години и за тие 2 години до денес очигледно дека владата немаше сработено ништо, за сега на сила пред избори да се носат со ЕУ знаменце закони кои треба да представуваат на некој начин увертира во изградбата на овие коридори, меѓутоа владата е неспремна. Дали е неспремна или намерно во ваква брзоплета постапка се кријат многу несакани чледови каде што државата треба да плаќа сериозни пенали за тоа што го презема како одговорност. Со амандманот бараме бришење на член 1, односно суспензија на стратешките објекти да влезат во специјален третман на законот, затоа што со подзаконските акти, односно со членовите од законот, се дозволуваат сериозни упади во правниот систем на државата. Еден од тие сериозни упади представува член 4 од овој закон, точката 7. Имено, доколку субјектите од член 47, став 1 од овој закон не ги достават податоците и информациите со кои располагаат во рок од став 5, тоа е 7 дена од овој член, ќе се смета дека не располагаат со бараните податоци и информации, внимавајте, при што евентуалните идни штети настанати поради недоставување на податоците и информациите ќе бидат на терет на субјектот што не ги доставил потребните податоци и информации, односно одговорите од барањето. Почитувани пратеници, почитувани медиуми, тоа што сакам да го искоментирам. Ако го земете член 47 од овој закон, сите субјекти, а тоа се сите правни субјекти во државата, за потребите на овој проект треба да достават податоци за водоводни, електроенергетски, гасоводни, инфраструктурни, сообраќајни, транспортни, воздухопловни, телекомуникацијски, одбрана, култура, здравство, образование, спорт, земјоделство, шумарство, финансии и така натаму, што е многу битно, култура. Значи, сите субјекти на изведувачот треба да му поднесат документи што има на трасата. И, ако во тие документи има грешки, последиците кои ќе настанат од настанатите грешки ќе си ги плаќаат самите. Во Република Македонија, јавно тврдам, 90% од сите овие институции немаат релевантни податоци, затоа што немаме дигитални податоци. Кои податоци да ги поднесете? Од земјоделство, од шумарство, од култура, вие не знаете дигитално да кажете точно на кое место, на кој локалитет што се наоѓа. Тоа беше пракса и до сега да се дадат податоците, меѓутоа немаше пенали. Сега, кога ќе ги дадете овие податоци во оваа ситуација, за овие автопатишта, ако податоците се неточни, а јавно тврдам 90% од податоците ќе бидат неточни, сите субјекти треба да плаќаат. Еден конкретен пример. Каде се изгуби законот за културно наследство? Еве овде. Еве го овде. Сакат да ни го протнат. Значи, култура треба да достави на трасата каде има наоѓалишта, артефакти, стари градби, историски споменици на културата или не знам што. И замислете, нешто ќе се гради врз тие ситуации. Туку култура ќе треба да плате за штетата која настанала со изградбата на овие автопатишта. Многу сериозно подметнување која требаше да не го видиме, затоа што член 47 не е доставен во материјалите. На овој начин култура ќе треба
да исплати за нарушување таму на некое наоѓалиште со непроценлива вредност. Од кои средства култура ќе ги исплати штетите настанати од оваа ситуација? Ова е пресериозно. Ова е пресериозно, ова е подметнување во овој закон. Ги има и многу такви кои ќе ги видиме или нема да ги видиме. Меѓутоа, ако се прашувавме каде се изгуби култура во меѓувреме, еве ја каде се изгуби. Сите грешки кои ќе настанат со изградбата на овој автопат, а гледаме дека нема планска документација, не се поклопува со просторниот план, не знаеме каде ќе се движи трасата, условно ќе му се побара на Министерство за култура дали на тој километар има нешто. Знаат и не знаат. Може би има некои индиции, не се сигурни што има подземја на 5 на 2 метри. Ке се сруши антички град од непроценлива вредност. Кој ќе ги сноси последиците? Министерство за култура. Ова е тоа европско решение со европско знаменце, кое треба да помине за 2 дена, и Министерство за култура ќе треба да плати за штетата. Затоа што било кој процес да се покрене во оваа ситуација, тоа значи дека некој треба да ја плати штетата. Настрана сите оние вообичаени ситуации, состојба со земјоделско земјиште, со шумско земјиште, имало бандера, немало бандера, имало гробишта, немало гробишта, се извинувам на секој добро за мртвите. Меѓутоа, еве, кога веќе ги мешаме и во автопатиштата. Тоа се секојдневни ситуации кои правите автопатишта. Меѓутоа, сега штетата ќе се плаќа, верували или не, во ситуација кога немаме надзор, во ситуација кога еден-двајца ќе ги прават проектите, во ситуација кога не знаеме каде поминува трасата, штетата ќе си ги праќат субјектите кои не кажале дека таму има бандера. Јавно тврдам дека нема електронски податоци за електрификацијата, каде поминува нашата електрична мрежа. Ние знаеме дека има таму далновод, меѓутоа каде е точно бандерата, прашање дали имаме податоци. Знаеме дека има таму шума, меѓутоа таа шума е представена за поголема површина. Ја водиме условно 5-та категорија, можеби е 1-ва категорија. И сите овие се на некој начин, ајде да кажам, ненормални, меѓутоа решливи работи. Меѓутоа, што ќе се случи, повторно ќе се вратам со културата. Барам објаснување. Ќе се направи штета, место ние после да бараме реакција, веќе го најдовме кривецот. Министерство за култура. Затоа што не доставило податоци. Како да достави Министерство култура за податоци, кога не го нема видено проектот? Кога не ја знае трасата? Денес за утре ќе му пратат на тој километар што има. Невозможна мисија. И ќе настанат штети, кога идат механизација, кога иде багерот, тоа се руши. Не смееме да вршиме увод, меѓутоа еве, на овој или на оној начин ќе дознаеме што се случува. Штетите ќе си ги плате Македонија затоа што не знае да воспостави правна држава. Затоа што ДУИ и СДСМ ја суспендираат правната држава и сите придобивки на законите и сега ни подметнуваат вака јуначки потези, јуначки членови кои треба ние тука во собранието да ги гласаме, секако некако ние како опозиција, туку без проблем ќе се дигнат 61 прст од власта и завршена работа. Наместо да имаме, се знае постапката, просторен план, генерален план, детален план, проекти. Сите институции кои се засегнати треба да дадат своje мислење. Затоа е таа процедура бавна, затоа што има многу непредвидливи податоци, ситуации кои треба да ги предвидете. Затоа бараме детално. За да не ни се случуваат после казни, пенали. Немало да бидат пенали, ке било штетни зголемени трошоци. Срамота е ова што се случува во државата. Ако сте решиле, окей, пред избори, еве, ке градите автопатишта, дајте, стабилизирајте се, не правете вакви грешки кои понатаму ке продуцираат огромни штети врз државата.
на меѓународен суд ќе ве дадат нарушување на културно наследство баснословни суми. Кој ќе ги исплати? Кој ќе биде крив? Недозволиво е ова што се подметнува во Собранието на Република Македонија. Ова е премногу брзо за пресериозна тема. Сите сакаме автопатишта, сите сакаме капитални инвестиции, сите сакаме развој. Меѓутоа, поучени од досегашните состојби да не ги повторуваме грешките, ние со ова ќе ги мултиплицираме грешките. Зашто носиме вакви закони? И уште замислете со европско знаменце. Ова ли се европските вредности за кои се бориме? Ова ли е Европа во очите на ДУИ и на СДС? Ова е страшно, ова е срамно, поразително за државата. Благодарам.